Мајка не раѓа, мајка сака, вели нашата денешна гостинка во Мама Визија. Хероината Слободанка Рустемова е мајка на Сара, посвоено девојче. По кратко време, Слободанка и нејзиниот сопруг одлучиле да му го разубават животот на уште едно детенце без родители. Згрижуваат момче. Денеска раскажуваме за една приказна кога жената одеднаш се претвора во мајка без да роди. Дали навистина длабочината на љубовта кон детето ја прави разликата помеѓу биолошката мајка која го остава сопственото дете и мајката што посвојува? Добре дојдовте во Мама Визија. Одбирам зборови, размислувам и конечно сваќам дека не постојат зборови кои што можат да ја опишат големината на еден човек кој што се одлучил да посвои или згрижи детенце без родителска грижа. Таа е веќе неколку години мајка на две посвоени, односно едно посвоено и едно згрижено детенце. Таа е мајка на две небиолошки дечиња. Но тоа не значи дека таа нема неизмерна љубов која што нема граници и нема бариери. Затоа, кога и како се одлучува да посвои, а потоа да згрижи детенце, и затоа колку и се менува животот откако во незиниот дом има два нови члена, зборуваме токму со неа, хероината Слободанка Рустемова. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Мама Визија и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, јас ви благодарам што имам честа да ја споделам мојата приказна со вас и со останатите наши гледачи. Задоволство ми е што ќе зборуваме за нешто многу емотивно во следните минути. Ќе ве прашам, еве, директно, колку ви се промени последните неколку години животот откако имате посвоено и згрижено детенце дома? Па секогаш знаеме една компарација со сопруга да направиме со една песна пред и после неа. Значи, првото детенце ни е посвоено и животот е сосема поразличен. Како и да биолошки родените деца, се знае, животот се менува во корен. Ајде да се сетиме, да ја вратиме временската машина, пред колку години се случува моментот да вие со вашиот сопруг одлучите дека ќе тргнете по тој пат да посвоите детенце? За жал, како и многу брачни парови во Македонија, долги години се боревме со стерилитет. 18 години бевме во канџите, нели, на тие моменти кои што емотивно, финансиски и на секој можен начин ви исцрпуваат. Имавме 5 неуспешни опити и загубени бременности и навистина поминавме еден многу трнлив пат. На последната бременност и самиот доктор посочи дека можеби е време да погледнеме на другата страна. И таа една реченица, навистина, во нашите глави предизвика момент на преиспитување до каде и дали уште имаме емотивно да се трошиме најпрво, а после во секој друг можен аспект. И многу брзо после тој настан отидовме во Центарот за социјална работа да го најдеме начинот и патот да ни ги објаснат нели начините како се доаѓа до тој процес на посвојување на дете. Ние апсолутно немавме поима тоа како се прави и не знаевме ни кога, ни како, ни што. Значи, ова се случува пред колку време, пред колку години? Пред 11 години. Така? Беше пролет и во Центарот не пречека еден прекрасен господин кој што се насмеа, не праша какво дете сакаме ние. Зашто сме дојдени. А јас се насмеав и реков, па добро, кога сме трудни не знаеме какво, здраво и живо нека е. Таа моја реченица, значи, го пленила затоа што навистина по мене децата немаат
ни вера, ни националност, ни боја, не може така да ги определиме бебиња кои што туку се родиле. Тој пат после тоа им го даваме ние, родителите. Ниедно бебе не се нараѓа со вероисповест. И затоа ја кажав таа моја реченица. Таа беше интересна реченица која многу широко ги отвори нашите патишта во тој процес на посвојување. Ние за многу брзо време ја добивме стара. Значи, истата година, оценети со највисоки оценки, го добивме нашето бебче. Во една година, значи, се случува целиот тој процес. Се случи целиот процес. Сара беше бебе кога ја посвоите? Сара беше бебе, имаше 5,5 месеци и беше во домот за доенчиња во Битола. Значи, од таму ја земавме, низ процесот еден прекрасен тим не водеше, кој што навистина би сакала во секој момент го поздравувам и ги пофалувам за работата што ја извршија, нели, како стручни лица во целиот тој процес. Вака слушајќи ве, ми делува како да сте поминале лесно. Од сега гледано. Тогаш така се чувствувавте? Како се чувствувавте таа година дена? Лесно, затоа што навистина процесот ни беше многу брз и окей. Дури на моментот, кога ви го раскажам, многу интересен моментот кога ми се јавија да ми соопштат дека сме добиле дете, јас не верував. Приказните дека чекаме по 10, по 5, по 10 години, за мене беа дека тоа е нормално да се чека така и чекаме така и ние ќе си чекаме така. Но на 31 на октомври кога ми се јавија, јас бев на работа и стручниот тим се јави да ми соопшти. Нивната прва реченица беше: Слободанка, дали знаете што имаме ново за вас? На 1 мај ќе славиме еден први роден ден. И јас, нели, повторно убедена во приказната дека тоа ќе трае 10 години, 7 години, 5 години, така натаму, викам, да, ќе ги обновиме документите ние точно таа околу мај некаде се поднесува, значи така некаде. Сега не знам кој датум беше, ама да, една година во мај. Вие мислите нешто административно ве бараат? Па, генерално за посвојување документите се обновуваат секоја година еднаш. Така? И сега јас тој ќе славиме еден роден ден, мислев дека тогаш ќе биде, нели, поново. Една година откако сте почнале со процесот, така. Од тогаш сватија дека, нели, јас не можам да ги разберам. Ми кажа, ама не, вие добивте керка која што има црвено газе, прекрасна и најубава на цел свет. И во тој момент какво е вашето чувство? Што направивте? Се сеќавате ли кога ги знам дека станав од работното место, се подпрев на масата и само реков не е можно. Ами јас, ама вистина, ама моја керка, моја. И така не повика истиот ден или да поразговараме повторно, да ни објасна што како ќе одат работите. Ама тука имаше излив на емоции, солзи, соопштување на сопругот кој исто не веруваше. Навистина се водевме по приказната дека тоа мора да е долго и тешко. Да, вообичаено така се зборува во јавноста дека тоа е долга, макотрпна процедура. Јас мојата приказна некој можеби нема да ја прифати, да речеме од прва, али сепак ќе објаснам. Јас знам зошто ние добивме толку брзо дете, затоа што не баравме боја на очи, не баравме боја на коса, не баравме повторно ќе речам верска припадност, национална припадност, ние баравме здраво дете. Секој што мислам дека и ден денеска секој што ќе оди со таа реченица дека здраво дете бара, дека ништо друго не му е важно, дека многу порего ќе го помине тој процес за разлика од... Кажете ми моментот кога прв пат ја фаќате Сара во рацете. Тоа е волшебен момент. Со Центарот за социјални работи Скопје се упативме во Битола, нели, каде што нели нормално беше малечката. И тоа се непроспиени ноќи, кај што чекаш да видиш како ти изгледа детето. Знаеш дека имаш дете, знаеш дека таму е некаде, и во тие неколку ноќи сакаш да спиеш пред болницата во Битола, за да што побрзо биде тоа.
Јас сеќавам дека ни рекоа дека можеме да го земеме бебето во 1 часот, 13 часот после пладне, а ние бевме таму во 6:30 бајле. Може да замислите тоа како изгледа. Смешно, значи со респект, да, но таа моја возбуда го притисна сопругот порано да стигнеме таму. Сега замислете колку е таа возбуда голема. Кога прв пат ја донесоа, мислите дека го имате најволшебното. Вие тогаш прв пат ја гледате? Или прв пат тогаш моментот кога ве известуваат, вие знаете само дека ќе имате ќерка, тежина, големина, возраст, предпоставувам, возраст, значи генерали, некои така дека ги речеме. Но не знаете како изгледа. Не знаете како изгледа, се до моментот не примопредајата дека нема. И купивме али што беа поголеми, например. Што не знаеме. Добро, како велат ќе си ги износи понатаму. Ето така. И затоа тој момент уште поголем. Тоа е буквално моментот на раѓање на најголемите чувства кои постојат на еден родител. Тоа е моментот кога стануваш родител. И е прекрасен. Прекрасен. Со многу солзи. Ја имате Сара, Сара е бебенце, на која возраст? 5,5 месеци. На 5,5 месеци. И што се случува потоа, низ процесот на растење, низ процесот на минување на родителство, мајчинството? Как ви се тие години? Знаете како, јас, тој процес ми беше волшебен, значи, затоа што, да речам, ги доживувате сите моменти, освен процесот на биолошко раѓање. Да. Значи, вадите заби, продувате, пролазувате, почнувате со градинки и така натаму, значи, се што секој биолошки родител прави, правите и вие. Во една прилика велите дека мајка не раѓа, мајка сака. Постои ли, впрочем, прашањето е, дали е навистина таа разлика помеѓу биолошката мајка и мајката која што посвојува? Разликата е љубовта на мајката кон детето? Така? Љубовта на... Таа е реченица од филмот на Милчо Манчевски. Еден од, за мене, најубавите и најголеми филмови, значи, кај што ги објаснува, да речеме, ги поминува овие процеси. И... Мајки. И можам да кажам дека имаме една пријателка која што, ќе споменам, исто има посвоено детенце. Она рече, знаеш, Слободанка, мајките што посвојуваат дупло повеќе ги сакаат своите деца. Јас не знам дали е тоа вистина, ама мислам дека љубовта на родителот е иста. Значи, без разлика, дали го поминете процесот на, повторно ќе речам, биолошкото раѓање или не, немерлива е. Да. Ако речеме дека животот би можеле да го дадеме за нив, да, исто како секој родител. Ја знаете ли приказната на Сара? Ја знаете ли позадината зошто е Сара оставена? Го имате тоа како сознание, како информација? Па како сознание не. Точната причина поради која е оставена не. Некои генерали што смеат да ви ги кажат во тој процес ви се кажуваат. Нели истории, болести и така натаму, дали нешто имало кај родители, познати, непознати, така натаму. Тоа го знаеме. Значи, како глобален, знаете, кај нас уште го нема усвоено законот за посвоените деца да ги знаат своите родители. Да. Ете, поборник сум, можеби еден ден и тоа ќе дојде. Тоа би го сакале вие? Јас да, затоа што имаме најразлични проблематики со кои што се соочуваат тие деца и мислам дека тој треба процес да биде дозволив. Секој кој што сака, необавезно, и има потреба да дознае за своето биолошко семејство, да го има тоа право. Моментот на зошто да не се изненадат гледачите, ние ја кажуваме Сара и ќе не гледа, си верувам дека тоа ќе биде така. Да. Ја кажуваме комотно затоа што Сара ја знае вистина. Да. Кога беше моментот кога и го соопштивте, како го размислувавте тоа? Односно, дали разговаравте со некого, се советувавте, кога треба детето да дознае вистината дека родителите не се биолошки родители? Слушајќи ги приказните за
претходно посвоени деца или возрастни луѓе кои што таа вест ја дознаваат во своји пубертетски денови, во своји возрастни денови, на моментот кога ќе ги изгубат своите родители или после тоа, мене тоа ми се гледало многу страшно. Затоа што чувството дека некој со години криел нешто од вас, а ви бил најблизок, мислам дека е многу страшно, го доживуваме сите ние. Било тоа што да е, во овој момент зборуваме за посвојувањето и мислам дека секој страшно го доживува тој момент, дека од него толку години таква тајна се криела. Да, и се јавува и лутина тука. Веднаш се јавува и лутина, да. Кон тој што криел, знаејќи го сето тоа, јас и мојот сопруг одлучивме приказната да оди од самото носење на Сара дома. Првите приказни со кои што почнавме да растеме за дечиња кои што биле донесени од штркот, па потоа мама и тато како немале дечиња, па многу сакале, па како добрите тетки успеале да ни го најдат најубавото детенце на свет. Со обсипани со прашања, зашто мамо вие не можевте мамо да ме родите? Па добро, мама ја болеше мешото, мораше да има операција. А кај беше таа операција? Па зашто беше таа операција? Чуден е тој свет на децата. И така ние низ многу прашања секојдневно зголемувајќи ги сите тие раскажувања пообемно и пообемно, да дојдеме нели до тој момент. Сара од првиот момент знае дека не е наше биолошко дете, туку е наша керка родена во нашето срце и посвоена, нели, на мала возраст. Колку години има сега Сара и какво детенце е таа? Сара е едно најпрекрасно дете на свет, што можете да го замислите, темпераментна, весела и секогаш насмеана. Значи, секаде каде што влегува, внесува ведрина, смеа, радост. Штета што не ја повикавме да... Ова ќе беше интересен гостин. Следната прилика ќе ја поканиме и Сара да биде наша гостинка. Кога доаѓа моментот да сватите дека сакате на Сара да ја донесете братче или сестричка и се одлучувате на уште еден чекор? Кога се случува тоа? Па постепено тоа се случуваше. Значи, ние уште кога донесовме за Сара, знаевме дека сакаме уште едно дете. Многу пати луѓето, малку сме можеби бајковити во нашава приказна, но многу пати знаат да речат кога ќе посвоиш дете, па може и твое ќе имаш. Ние дури верувавме и во таа приказна дека можеби ќе се случи, но не се случи. На некој 3,5 годишна возраст, кога Сара имаше 3,5 години, за жал јас добив канцер и се соочив со тој момент и добив страв дека она ќе остане сама. Тој наш страв, тој момент, мислам дека беше еден од пресудните. Затоа што јас имам сестра, мојот сопруг има брат и сестра и секогаш први, нели, рамо уз рамо биле со нас. И во тој момент сакав Сара да има некој. Тоа е моментот кога одлучивме и после, нели, кога заврши голготите околу моето лекување, Сара подпорасна, па дојде на фаза у градинка, сите имаат братче и сестриче, па ајде и ние братче и сестриче. И тогаш почна кампањата на СОС Детското село за згрижување. Подај рака стани згрижувач, мислам дека им беше кампањата каде што одеа низ градовите и го промовираа згрижувањето. Иако ние размислувавме првично за посвојување. Кога се обративме во Центарот за социјални работи, не прифатија со широки отворени раце, но рекоа сепак секогаш предност ке имаат оние кога немаат посвоено. Едно барем. Вие барем едно добивте. И сметав дека тоа е доста правично, да. И некој друг чека за уште едно. Затоа пристапивме кон контакти со СОС Детското село
Се запознавме и таму работи еден прекрасен тим кој што во детали ќе ви објасни нели како води постапката, што се носи згрижувањето, во што се разликува од посвојувањето и така натаму. Може да ни кажете вие во што се разликува? Што е разликата помеѓу згрижување и посвојување на детенце? Значи посвоените дечиња комплетно да речеме ги носат сите ваши генерали. Во изводот на матична евиденција стоите вие запишани како родител со ваше дадено име и презиме нели на тоа детенце и полноправно имаат нели имот све што вас ви припаѓа после тоа и нив. Згрижените дечиња во принцип значи имаат биолошки родители. Така. Поради некоја причина тие се најдени во нели во системот, во Центар за социјални работи и потребно е привремено згрижување на тие дечиња. Значи, пак е повторен, они да имаат родители или некои роднини, кои што од некоја причина во моментот не може да ги чуваат. Тоа привремено е некоја известна рамка која што може да биде и месеци, но може да биде и години, така? Ете така. И вие фактички се сложувате дека во тој одреден период ќе го чувате тоа дете. Тука е значи разликата да речеме помеѓу згрижено и посвоено дете. И како оди таа постапка исто кажувате како што кажавте при посвојувањето сакаме девојче, тука како оди постапката? Не, значи ние во посвојувањето не кажавме. Вие не, но некои нели имаат право да кажуваат. Вие не лично, сакам да кажам, и овде постапката оди така или и во овој случај ние освен некоја возраст поради Сара не баравме нешто прецизно. Значи, баравме детенце да згрижиме од прилика, само дадовме некоја рамка да е до почеток на школска возраст. Да биде поголемо од Сара, така? Па околу Сара. Аха, така. Некаде каде што би добила да речеме како другарче за играње, нели и помало и поголемо да е, ама од прилика значи до 7-8 години беше таа рамка. Кога ни се јавија нели во првиот момент да ни соопштат и да не прашаат нели за момчето кое го добивме, ние бевме збунети. Мислевме дека ете ќе биде женско, пошто собата на Сара беше розева. Кога го погледнавме, беше најубавото момче на свет, кое што беше исплашено, беше збунето, исто како и ние. Ова зборувате го погледнавте во живо, така? Се среќавате со него? Имавме средба, прва средба. Јас му подарив книга за фудбалери, не знаејќи дека он го обожава фудбалот. И така, таа беше, првата средба беше со многу солзи од сите страни. Исто емотивно многу. Кога ќе се средат сите административни работи, тимот го носи детенцето во вашиот дом. Да, тие ви го носат дома? Да. Од тука почнува процес на следење, сите процеси значи минуваат со процес на следење, како детето се адаптира, како вие се адаптирате и така натаму. Да, и сигурно полесно е со бебенце, во смисол бидејќи вие му го правите нели редот, а детенце кое веќе разбира сигурно и емоциите се поинакви, и прашањата и предизвиците како родители сигурно би биле поинакви со синчето. Знаете како, јас мислам дека све што почнувате со отворено срце, дека ќе има успех. Верувам дека љубовта може да ги смени најчудните работи на свет. Значи, такви вистински приказни сте слушале, значи, љубовта може све да смени. Не е само на филм. Не е само на филм. И
Јас верувам во тоа. Кога отворено пристапивме со него, кога седнавме на нашиот прв ручек, јас не смеа, пробав да ги насмеам и да им кажам дека знаете како, сите ние до неодамна немавме ништо. Ние немавме дечиња, вие на некој начин останувате без родителска грижа, ама од денес имаме семејство. И тоа семејство може све на светот да направи. Они се насмеа и така, интересен беше моментот кога синчето дозна дека и Сара е посвоена, па некако полесно ги поднесе работите, сакав да прашам знаеки дека ете, се склопивме, да. На тој начин се склопивме. Да станеме сите... Брзо се адаптираат. Тоа е многу брзо. Лесно, така? Брзо. Многу брзо, да. Многу брзо се адаптираат и тој процес на вистина, да не речам, не наидовме на потешкоти. Значи, момчето е одличен ученик, исто како и Сара. Двајцата спортуваат, со медали се, со надпревари во училишта, значи, можам да им ги наредам сите епитети за најдобрите деца на свет. И сега колку време функционирате вие како семејство? Колку време е момчето со вас? 2,5 години. 2,5 години. Да. А кажете ми, велите дека лесно се адаптирале меѓусебно, дали тоа значи дека и лесно го прифатија моментот да соопштуваат дека тој има сестричка, таа има брат, тоа го кажуваат? Да, тоа беше смешно да спекне девојчето, пошто она го имаше како, ке наречам во наводници, како трофеј, значи одеше секаде, јас имам брат, јас имам брат. Тоа и беше како нешто многу големо, исто како што го доживувавме и ние нормално. Имањето брати беше поготово што беше поголем брат кој што може на надвор да заштити. Така, многу интересно, на интересен начин. Знаеше да го сподели, да речеме, меѓу другарчињата на училиште, на тренинг. Сакаше да се пофали, сакаше да го покаже. Кај синчето беше интересен моментот затоа што на училиште почна да ја покажува таа фамилиарна страна. Еве, припагам на некое семејство, веќе сум во семејство. Јас имам свое семејство. Без да се срами да ја прикаже сестра му, да ја покаже, да ја носи со себе. Сакаше на телефонот да почне да не условува со мамо, со тато, покажувајќи пред дечињата дека јас имам семејство и своји родители. Знаете ли зошто ви го поставив тоа прашање? Ме интересира, еве споменувате, таа одела, претпоставам во исто училиште одат сега? Не. А во различни училишта се? Не ги менувавме заради тоа што разделбата предизвикува од другарчињата нели емотивна состојба и доволно беше преместувањето од едно во друго место на живење. На синчето и не сакавме да предизвикаме, а живееме точно на иста раздалеченост меѓу двете училишта. Па ете, среќа, си се редат коцките како што треба. Прашањето ми е како околината го прифаќа сето тоа. Велите, таа се пофалила во училиште. Дали сте поминувале некогаш низ некакви непријатни ситуации, можеби зли јазици и лоши коментари и погледи од општеството? Сте имале ли такви предизвици како семејство со оглед на тоа што ете и таа е во ранливи години, во раст, во развој, се случувале ли такви моменти? Јавно не. Јавно секогаш добиваме епитети на вакви, такви добри луѓе, нели, големи луѓе. Јас кажувам дека сите родители се големи луѓе. Нели, оно што дури зборам и за оние што немаат дечиња, што се трудат нели тоа да го направат. Големината не се мери по тој чин. Јазици секакви ќе има.
Јас на моите деца им кажувам дека вие го знаете тоа и со тоа што знаете дека сте посвоени или згрижени, знаете како да се одговорите пред секој што ќе знае или ќе сака тоа да го употреби против вас. Ги учиме да се носат и да се водат со самата вистина. Значи да го живеат тоа. Да никој не може со тој чин нека ти си посвоена да ги повреди. Да. Тоа да не биде никако оружје. Да не биде, да, оружје. Така да сега за сега добро се справуваме. Понатаму се надевам дека тоа уште ќе остане така. Ние како родители со мојот сопруг ќе се трудиме тоа да го направиме на најдобар можен начин и секогаш да бидеме нивниот грб кој што ќе ги штити нели во своите борби кои ќе ги водат понатаму. Знаете, Слободанка, таа љубов за која што зборувате од самиот почеток, таа верба, па и бајковето што ја раскажувате, всушност е вашата звезда водилка кој што можам да забележам и таа искреност и вистина која што имате кон вашите деца всушност ги заштитува и од општеството и со тоа што тие ја знаат вистината се и посилни од тој непријател доколку некој сака да ги нападне. Доаѓаме до еден момент кој што сакам да ве прашам, кога велите дека вашиот син всушност бидејќи дете кое што е згрижено, тој не останува со вас. Всушност вие до 18-та година го чувате, така? Што значи тоа? Законски, да, законски до 18-та година, нели доколку не го побара биолошките родители, има право да остане во нашето семејство, нели доколку тимот одлучува дека тоа се е окей и така натаму. Го размислувате ли тој момент? Мислам, не сакам да ви направам непријатна ситуација, но нели најверојатно вие како силна жена се подготвувате, можам да го претпоставам тоа. Првиот чекор на потпишување на документите мој дека јас сакам да станам згрижувач, јас на многу високо ниво го ставив моето свесно дека можеби тој еден ден може да дојде. Тоа е исто како биолошки родител кога го праќа своето дете во странство. Го испраќате, ама сакате таму да е најсреќно. И јас сакам моето синче да биде најсреќно, па макар дали е до мене или таму некаде. Само да е среќен. И да се случи тој момент. Јас нема да викам дека тоа нема да ми биде тешко или да се одвојам туку така или дека можеби навечер нема да плачам. Ама јас во мене тежината ќе ја смалува моментот кога ќе знам дека е среќен. Да, и најверојатно да не ја рефлектирате кон него таа болка, за и тој полесно да може да заме. Затоа и ви направив компарација кога испраќаме нашето дете некаде. На кој родител не му е тешко детето устанство, па не го гледаш. Да, но и тој можеби нема да сака да замине. Тоа ми е прашањето. Во тие ситуации сигурно е многу тешка таа. Ако не зборуваме значи за заминување кај биолошки родители, ако 18 години дојде, тогаш детето има право да прави што сака после 18 години. Значи може да остане кај вас, така? Може да остане, да. Да, после 18 години тој станува полнолетен и неговиот живот си продолжува по негов пат. Он може да си продолжи да живее со нас, да речеме, не е веќе под заштита на државата. Како што сега. Сега се они со старатели, државата е старател за нив. Да. И со самото тоа што државата е старател, значи имаат старател кој што се води во Центарот за социјални работи како нивен старател, а ние како само како згрижувачи. Така. Значи сите поголеми документи што треба да се потпишат, да речеме некои големи операции ако има потреба, за сето тоа одговара старателот и потпишува старателот. Дава дозволи за патувања и така натаму. Значи без нивна дозвола ние го немаме тоа право. Така, вие сте само во секојдневието овде, да. Тој живее со вас, така? Значи, кога зборуваме за згрижувач, за дете кој што е во згрижувачко семејство, живее со вас, но сепак старателот е државата и која што... нели човекот кој што е назначен во Центарот за социјални работи. Кога сме веќе кај овие прашања, сигурно некој од гледачите кој што не гледа, верувам дека има луѓе кои што можеби се пред пат на ваква процедура или се во процедура. Вие влегувајќи во тој свет сигурно и често комуницирате, можеби и се познавате со други семејства кои што имаат згрижено и посвоено детенце.
Каква е состојбата генерално погледнато од ваш агол, од ваша перспектива? Поместени ли се нештата во однос на посвојувањето и изгрижувањето на дечиња кај нас? Мислам дека да. Мислам дека да. Пак ќе ги споменам, значи, и Министерството за труд и социјална политика и дели Центарот Скопје, и општо, значи, сите кампањи кои што овие години се направија за да се процесот на посвојување и изгрижување, поготово на згрижување, да се поедностави, да се објасни на луѓето. Со самото тоа, со самите тие кампањи, реклами и така натаму, се отвараат и видиците на луѓето, да речеме, им станува подостапно, попристапно, има кај да прашаат, има кого да прашаат. И со тоа мислам дека многу се зголеми. За разлика од порано. За разлика беше од некоја, порано. како ќе се согласите со стереотип, да, и беше табу тема така, да. и за дискусија и за разговарање и како некоја стигма имаше во општеството. Мислите ли дека луѓето се храбри да посвојат и да згрижат детенце? Имаме ли, еве вака генерално гледано, дали има широк спектар на семејства кои што посвојуваат дечиња? За жал, стерилитетот е голема болка во државава наша, така да голем број лица се справуваат со тие проблеми и чинот да се одлучат за посвојување кај многу луѓе, нели, се јавува како момент на идеја со која треба да почнат. Сега, постапките законски се тие. Со години, значи, тие се регулативите, се знае кои документи треба да се поднесат, се знае која е постапката за посвојување, каде се тоа се одлучува, како се бодувате вие и така натаму. Емотивниот дел најчесто е од слушањето туги приказни. На тој начин се подготвувате себе си. Слушајќи туги приказни, па тој така му се случило, тој така му се случило, тој толку чекал. Самиот процес, мислам дека низ годините е поедноставен. Веќе имаме електронско вадање на документи, веќе имаме контакт телефони за прашување, тимови кои работат со вас. Еве, изгражувањето, мислам дека е многу поедноставено, многу поубави тимови имате кои што се грижат за целиот тој процес, не лутате, едноставно тим кој што ве води ни самиот процес. Имате обука како згрижувач, така? Значи законска обука, ние годишно посетуваме и законски часови за згрижувачи, секоја година обработувајќи различни теми за згрижените дечиња, значи како ние се носиме со проблемите, со тежините и така натаму. Да, така да тие тимови мислам дека многу го леснуваат патот на оние што сакаат да посвојат или да згрижат дете. Од згрижено дете, потоа семејството може да го посвои? Има такви примери? Се случуваат? За жал тоа не. За жал тој закон кај нас, за разлика од, ќе ги споменеме, американските држави, приоритет при посвојување, доколку детето испадне, нели, влезе во тој систем на посвојување, приоритет има згрижувачот. Кај нас се уште не постои закон со кој што згриженото дете, доколку дојде во системот за посвојување, приоритет ќе му се даде на згрижувачот. Сега имаме иницијатива, јас сум и председателот на Советот на корисници при Центарот за социјални работи Скопје и даваме најразлични иницијативи, нели, во областа од која што сме предложени да бидеме во тој совет. И дадена иницијатива да овој закон претрпи некакви измени. Потребите на згрижувачите и на посвојителите, значи, се бараат онаму каде што треба да се направат како измени. Една од тие барања беше и овој измена на овој дел од законот. Самите згрижувачи да имаат приоритет при посвојување на дечињата.
Сакам сега повторно да се вратиме на самиот почеток. На која возраст, доколку сакате да откриете, бевте кога ја посвоивте Сара? Колку години имавте вие? 38 години. На 38 годишна возраст, така. Како тоа беше прифатено од вашето семејство? Зборувам сега од блиските, од пријателките. Кога го кажавте тоа, кога го споделивте, какви реакции, какви коментари и аналогно на ова прашање, од кого имавте најголемата поддршка и помош? На 38 години прве ние имавме период краток период каде што истражував, читав доста околу самиот процес на загрижување, околу тие законски регулативи, што се со посвојувањето, што со себе носи самото посвојување и доста обрнува внимание на тие емотивни состојби. Не само кај себе, туку и на најблиските околу нас. Во сите тие прочитани страници, едно интересно четиво имаше каде што викат дека ако вие сте уплашени, тие после вас се уште дупло повеќе уплашени, затоа што веќе сте донеле некоја одлука, веќе знаете, имате информација околу неја, тие не знаат ништо. И затоа со посебно внимание треба да им се објасни, раскажи и да бидете стрпливи кон нивните прашања. И тоа беше навистина така. Тие што беа до нас има прашања кои што сакаат да ги постават, кои што за среќа бевме спремни да ги одговориме. Тука луѓето се плашат, што кога ќе ве прашаат ова, што кога ќе ве прашаат тоа, што ќе ве прашаат за генетика, ќе ве прашаат за боја каква ќе биде, или за милион прашања најразлични. Едноставно, ако вие знаете што правите, многу лесно ќе ви дојде да ги одговорите тие прашања. И кога позборувавме веќе со нашите најблиски, со радост се чекаше тој момент. Добро беше прифатена таа вест. Да, добро беше прифатена таа вест. И заедно чекоревме кон сето тоа. И можам да речам дека самиот чин после тоа донесе многу голема радост кај сите, значи и кај моите, и кај неговите. По тој благороден чекор кој што го правите со вашиот сопруг, како изгледа денеска вашиот дом? Како ќе го опишете вашиот дом ако го споредиме пред да имате дечиња дома? Како изгледа денес? Среќен и потполн. Значи, нашиот дом е среќен. Нашиот дом без тие дечиња можем да речем дека е празен. И нека мојата приказната на нашето семејство биде еден патоказ, еден светол момент и нека даде сила секому кој што сака, има желба или некаде потајно сонува да на тој начин стане родител. Верувајте дека имањето дете е нешто што ќе го вашиот живот ќе го направи поубав, поголем, посветол и мислам дека не треба никој да се двоуми по тоа прашање. На самиот крај да позборуваме и за вашата визија, во Мама Визија секогаш ги прашувам моите гости, каква е вашата визија за вашите дечиња? Најсветла, најубава. Или кога ќе ги земам карактерите, Сара е повторно ќе речам една насмеана, една темпераментна предпубертетска девојка која што ја обожаваме, нели, секаде носи среќа и радост. Мислам дека таков ќе биде и нејзиниот пат, нејзиниот живот. Момчето кое што го имаме едно, навистина, едно од најпрекрасните деца што секој родител сака да ги има. Еден прекрасен ученик, еден уште попрекрасен фудбалер и
мојата визија е дека ќе ги оствари своите соништа. Јас посакувам да биде тоа така. Посакувам се што им посакувате да се изреализира. Ќе ги поздравиме во овој момент и двајцата. Мама. Со задоволство ви благодарам што ја прифативте поканата. Навистина ми направивте огромна чест, затоа што првпат зборувате за вашата семејна приказна и некако би посакала со ова издание на Мама Визија да испратиме една силна порака до секој едно семејство кое што се бори со родителството, знае дека не може, па една светла точка и една инспирација, една инспиративна животна приказна токму вашата. Јас ке ви се заблагодарам уште еднаш. Се надевам дека успеав да ја нашата приказна доловам и да ја објаснам на некој начин. И се надевам дека уште повеќе вакви приказни ќе има со среќен крај. Ви благодарам, бевте навистина прекрасна гостинка, прекрасен соговорника. Вам, драги гледачи, ќе ви се заблагодарам што погледнавте уште една епизода на Мама Визија.